Жителите од местноста Каваклија Штип заборавени целосно од надлежните, со делумно спроведена канализација која не е целосно завршена и се истекува директно до чешмата која на времето представуваше место за одмор. Ареја се шири, луѓето го избегнуваат местото, а одговорните аберси немаат. Живот во 21 век, со едва е спроведена една уличка без улично осветлување и така наречена канализација, а всушност е една цевка која тече директно во долот на отворено, е тешкиот начин со кој се справуваат овдешните граѓани. Истите побараа помош од нас. Повикаме ва телевизија ако сакат нешто да ни помогнат у вези канализацијата. Видите сега, тука не станува збор за една фамилија две. Тука има 40-50 фамилии, еви и овие навака немат канализација. Целата канализација ете тука се стечува. До тука е спроведеа и тука оставија. И сега оваа чешма беше природна чешмичка, сите седеа тука, почиваа, одмараа, убаво беше. Сега како цевките ги тука ставија со канализацијата и никој више не седе поради арејата, поради смрдејата. Од градот кој немаше вода доваѓат со коли, со туби, тука природна се вода била природна. Убава вода, да. Убава вода, сега да нема тука да дое човек секој што се мине вика оваа вода загадене. Доваѓат од овоа хигиенски завод, зимат испитуваат, водата е добра, меѓу оно не е добро што е до водата. И сега луѓе осеќат, мислат дека водата е загадена. Водата се убава, меѓу тоа нема. Напуштија се некои работи што треба се одржават. Заобиколијане, едноставно заобиколијане, не знам зашо општината и новите градоначалници не заобиколија. Оставени самостојно да се справуваат со своите проблеми, да изнаоѓаат решение, да се борат без притоа никој да им помогне. И сега одеме у темно натака, удолу само две сијалички има и ништо повеќе. 21 век, не знам зашо вака направија. Зашо никој не сматра за живи луѓе. А населба сме на град Штип. Ние сме тука како, знаеш ко? Паднати од Марс. Вешето, како вешето ли спаѓаме ние тука, населба е тука дечиња, поврзано е со болницата, со такси, ноќе тука на човеко нетња, нема улични сијалици и секирата му украделе од пред вратата, нема светло тука, две сијалици, нема. Горно секирата му украделе. Одат на школу, срамота е во зашо тука е населба голема, дечиња од школу тука, но ќеске има разни кучиња пуштено, има разни луѓе имаме. Тука две сијалици фалат, да речем. Ваа канализацијата, ја не знам зашо до току дозволи се тука до чешмата да се оставе, обеќаат да се направи. Плаќа се поштено, сите плаќаме и ќе плаќаме, треба да плаќаме. Одговорност мора да постои. За конкретниот проблем побаравме објаснување и од надлежните. Значи во време на изборната кампања јас бев во 2 наврати во делот Каваклија. Таму зборувавме со жителите на таа заедница, зборувавме за асфалтирање на една патека, зборувавме за осветлување, тоа е точно, значи тоа ќе биде реализирано, и зборувавме за да се обезбедат контењери за отпад. Во врска со водоводот и канализацијата во таа населба, и јас лично немам разговарано со луѓето за таква ситуација, ниту сум обикел таква ситуација, заради тоа што тоа е поголем проект, тоа е се финансии кои што треба да се планираат, да се стават во пресметка, и мислам дека во овие 10 месеци таква работа ниту сум можел да обеќам и ветам на граѓаните, меѓутоа ќе се залагаме да направиме една проектна документација за во наредниот период тоа да го и реализираме, затоа што секој граѓанин на општина Штип заслужува да има водовод, канализација, да ги има сите услови кои што ги заслужува еден граѓанин во 21 век. Градоначалникот на општина Штип исто така посочи дека ќе се работи на поставување на нови контејнери во ова место, како и асфалтирање на дел од улицата.